Во Скопје скоро 9 месеци функционира првиот центар за поправки Ништо ново. Иницијатива на Арно која ги охрабрува граѓаните да учат, поправаат и разменуваат наместо да фрлаат. Со Ирина Јаневска разговараме за тоа како ваквите простори ја менуваат свеста, градот и навиките и зошто на Скопје му се потребни повеќе вакви центри. Тешко е да кажеме колку вистински навиките се смениле, меѓутоа свесноста гледаме дека се подобрува затоа што следиме видливост на социјалните мрежи. Луѓето се свесни дека треба да поправат и пред себе во овие 9 месеци работење може да кажеме дека ние најмногу допревме до оние кои што веќе размислуваат, ние само им понудивме платформа, простор, алати како да ги прават поправките. Имаме реализирано 6 отворени денови за текстил. Тоа се денови кога луѓето доаѓаат и тука во Ништо ново има шивачка која што им помага и ги учи како може да сошијат нешто. Имаме 12 работилници за текстил, за машинско и рачно шиење, 5 работилници за поправка на скутери, 5 работилници за велосипеди, еден отворен ден каде што викнавме сите засегнати страни да се запознаат и една разменотека. Вкупно се 35 работилници кои што ги направивме во овој период, 500 пријавени, 550 луѓе кои што дошли и го посетиле Ништо ново и една фрапантна бројка од 1500 луѓе кои што биле заинтересирани, меѓутоа поради ограничениот капацитет не сме биле во можност да ги примиме. Бројките зборат дека има навистина интерес. Меѓутоа, ние водиме една друга статистика, која што во моментов е кумулативна, значи имаме над 160 поправени предмети. Како расте свеста, така се повеќе и самите граѓани ќе се бараат системска поддршка. Работите мора да имаат логика. Например, во Австрија и за сама диагностика дали може да се предмети, да се поправи еден предмет се наплаќа. И бидејќи самите поправки некогаш кажав немаат економска логика, државата ги субвенционира. 50% од поправката субвенционира државата и тоа е системски пристап. Колку и да креваме свест, ако работите немаат логика на крајот на денот, ќе остане само на мускули работата и ќе завршиме на ниво на проект. Дефинитивно ни требаат повеќе. Тука еден апел кон општините, сите оние простори што ги имаат на располагање да ги дадат на иницијативи, за да можат луѓето да се собираат и во различни формати да се ангажираат во дел на циркуларна економија. Дали тоа е пренамена на текстил, дали едноставно ќе се менуваат со работи наместо да ги фрлаат, дали тоа ќе бидат екоакции, можеби документарни филмови за животна средина. И така како ни требаат во земјата, дека може да се подаруваат работи кои што имаат помал еколошки отпечаток, тоа се искуства, да ги поддржиме исто локалните бизнеси, ако веќе сме одлучиле да посегнеме и да купиме нешто. Да се намали еуфоријата, ние сме бомбардирани со реклами и свесно да се прават изборите. Неколку ниво. Прво е задоволството. Ако имаме внатрешен морален компас дека треба да бидеме дел од решението, а не од проблемот, самото е да речеме во домашни услови селектирање на отпад, поправки во домот, се една лична сатисфакција дека придонесуваме кон нешто. Меѓутоа, поправките се пред се добри за џебот. Не секогаш имаат логика, затоа што живееме во свет каде што некогаш и предметите се дизајнирани за намерно да се расипат, тоа се вика планирана обсоленција и има навистина и кампањи во светот против тоа. Меѓутоа, во голем дел и така како може поправката да превенира да купиме нешто ново. Понатаму, што би рекла дека се придобивки, се гради една заедница каде што се разменуваме идеи, искуства со луѓе кои што имаат слични вредности.